Пред 7 дена почнахме за Сплит, а вечерва е време, колку што знаеме и колку што можеме да стигнеме, да завршиме за овој град. Рековме каде се менувале царства и векови. По сјајот на Салона згаснува и сјајот на Диоклецијан. И како да над овој камен во Сплит и околу Сплит, првиот поет на некогашниот Рим Вергилий ја оплакал минливоста. Бевме тројанци, беа Илиум и преголема слава на Теукро, а сега ништо. А сега ништо. Но и овој Сплит е сведок за првите дворци на првите хрватски народни владеачи. На неговите зидови се кршеле копја во 7-те венецијанско-турски војни. Затоа нема овдека ни зид ни кула за кој за секоја посебно не би можела да се напише и цела книга. Таква е една од кулите на градскиот каштел. Низ времето била воена тврдина, апсана, трафостаница, дури и она место каде што и царот одипеш. Потоа и ја созидале вратата. Повторно е отворена кога е приуреден за бар, а сега е проектанско ателје. Кога ја уредуваа, беа изброени токму 60 камиони пердови од гулаби и други остатоци. А ние имаме една жалба на гулабите. Прво, пред да почнеме да снимаме, за градот да ни излезе поживотен, ги баравме со камерата ни целиот Сплит, а потоа на зидовите, кулите и таваните се најдоа толку многу, што моравме со сила да ги бркаме за да можеме покрај птиците да снимиме и нешто од градот. Така, од птиците го ослободивме и ова нивно драго следувалиште, како што е споменикот на Марко Марулич, кнезот на старата Сплитска кнежевна република, кој градот не го изостава кога почне да набројува во што се е прв на светот, бидејќи првиот писател на хрватската литература бил спличанец. Овој Марко, поетот на познатата Јудита и на други помалку познати текстови на латински јазик, кои своевремено биле преведувани на италијански, германски, француски, португалски, печатени во Венеција, Келн, Базел и Антверпен. Писател, научник, историчар, преведувач, сликар, археолог и епиграфист. Хуманист, кој во подоснешните своји години себе си ке се казнува со камшикување. Овде е погребан. Ова му е гробот во Сплитската црква Свети Фрањо. А оваа зграда е Маруличевиот споменик, тоа е црквичката на Свети Роко, која, продавајќи ги своите златни и сребрени работи, поетот изградил во знак на благодарност за преживеаните од страшната чума. Чумата исто така е дел од сплитската историја. Донесла голем помор и покор во повеќе наврати 1348, 1521, 1607, 1718 и во 1763 година. Го споменавме Марулич, а може да се случи некој кој сака да напише некој ред повеќе за Сплит, да заборави некој од големите имиња на овој град. Гргор Нински, Тома Архидјаконот, Хрвој Вукшич Хрватнич и Андрија Бувина, Јури Далматинец и Иван Мештровиќ, кои се толку презначајни, а се родени овде или дошле во Сплит за да го презадолжат. Таков е, например, доселеникот од Драч, албанецот Андрија Алеши, неговиот овој Свети Јероним во каменот. Тој е највнимателниот мајстор на ренесансната пластика. Додека се наоѓаме кај споменикот и кај двете слики на Емануел Видович, да ги споменеме сите што овој град и ги дал на ликовната уметност само во минатиот и во овој век. Росандич, Барич, Драгања, Миша, Вучетич, Рендич, Студина, Братанич, Тудорич, Папарела, Толич, Митрович, Удович, Зечевич, Павлович, Пенич,
Sikavica, Lalić, Katunarić, Zupa, Parać, Krstulović, Dolić, Radmilović, Ivančić, Bavčević. Ете, веќе изминаа спомнатите слики на Видовиќ и брзиот преглед го продолживме пред овој уште еден споменик за украс, светилник и статуа на паднатиот морнар, дело на архитектот Царич и навајарот Крстуловиќ. Нека не ни се забележи ако за време на прелистувањето на сплитските векови заборавиме некого, зашто овој град им има дадено голем број познати и угледни личности на хрватската и на југословенската историја. Без нив, таа би била видливо потенка. Еве, додека сега ја гледаме надгробната плоча на сплитскиот хуманист Тома Нигрис, портрет што го насликал познатиот италијанец Лоренцо Лото, пак, само по име да ги споменеме неговите угледни современици Петрачиć, Божичевиć, Папалиć, Де Албертис, Грегорич, Пасхалиć, Селимбрич и Хранковиć. Додека зборуваме за видните сплитјани, да не се држиме строго за календарот, туку за момент да се префрлиме од 15-тиот во овој век. Пред галеријата на Мештровиќ и во неа. Времето не дозволува да видиме ни десетина трудови на Мештровиќ, но и овие ќе бидат доволни за потврда на она што е толку пати речено, дека кога Сплит би го снемало она што се големиот мајстор го има украсено, градот веднаш ненадоместиво би осиромашил. Додека шетаме низ ризниците и галериите, се среќаваме со времето на Австрија, Франција, пак Австрија, овде во Сплит. Ние од тие долги години ќе раскажеме како тогашниот Сплит бил фокус и жариште на народната борба за соединување на Далмација со Хрватска. Искрите ги палеле во судирот низ градот народниците и автономистите. Општината во 1882 година ќе се најде во раците на народниците. Тогаш овде пристигнала телеграма од Дубровник. Најсрдечно честитаме што Сплит, градот на народните спомени и срцето на Далмација, повторно по толку векови се враќа во словенското коло. А Загреб вели: вашата славна победа е најсјајната звезда за преродба на хрватството. Да живее Сплит. 11 години подосна доаѓа уште една голема политичка и културна победа. Сплит добива свој народен театар. Пред ова славна и сега тажна куќа се наоѓа споменикот на еден значаен сплитјанец, народничкиот правоборец и поет Лука Бокиќ. Измина 80 години од првата и повеќе од 3 години од последната представа во овој театар. Ние сега ви покажуваме еден театар кој веќе не постои, поточно постои само однадвор. Салата, ложите, целиот интериер го уништи пожар и предходниот Сплитски театар во 1880 година беше изгорен. Сега овде се гледа само внатрешниот скелет, спомен на првата представа на која пишуваше Загребскиот виенац. На прославата, нека ти е слава тебе Сплите волшебниче, нека ти е слава наш бисерен граду. Прв пат се виде завесата и прв пат се слушнаа хрватските зборови и замреа во новиот храм Наталија. Тогаш видовме многу солзи, што засветкаа во очите на сериозни мажи. Тоа беше времето на просперитетот. Набргу во Сплит пристигна и воз, железничката линија и возот, кои тогаш беа чудо на прогресот, денес представуваат пречка низ средината на тесниот град. Но постоеше еден друг Сплит. Неговите сплитјани тешко можеа да се видат и во театарот и на ферата.
Тоа е Сплит кој не оди во рекламните шарени мамки за туристите. Тоа е и сега живиот Вели Варош. За него еднаш партизанскиот и партискиот раководител Анте Јуревиќ Баја рече: Се родив и израснав во овие наши калети меѓу земјоделци и рибари, каде што лебот се сушеше на сонце за помалку да се јаде. Се уште во ушиве ми дзуни од детството. Што е цело, не почнувај го, што е почнато, не допирнувај го. Земјоделецот напладне легнуваше под сенка, со главата надолу, за да му дојде крвта во главата за веднаш да го пробуди. Тој сиромашен сплитски селенец секогаш бил и голем родолюб. Тој ќе се врати од Америка, ќе бега од австријската војска за да се бие на Солунскиот фронт. А кога тој Солунски фронт пристигна во Сплит парабродот со победниците, кога градските камбани му одзвонија на вечното царство и го прогласи обединувањето, почна новиот чин на градот во една подосна, погрешна Југославија. Треба само да се рече дека Сплит е еден од оние ретки градови кои се повеќе градени во 920-тите и 30-тите години. Тоа беше инвестиција во со векови сонуваниот јужнословенски излез на море. Ова е царство на лубини, ципали, јагули, букави, угари, кавали, шкрпини, команчи, краи, главочи, јастози, вучичи, арбуми, гирици, салпи, коњици, црногузи, орхами и други представници на морската фауна. Кога зборуваме за морето, не треба да го заборавиме и морскиот пес. Овој повиталниот е помал. А препариран се вбројува во поголемите видови. Но во текот на времето, екскурзијантите му ги собрале забите за спомен. Сега го подготвуваат на Паза Загреб, каде што ќе добие нова вилица. Прва на светот, пак први, ајкула со вештачки заби. Одиме низ Сплит, а во Сплит само тие изминати години. Но градот, како што подсетуваат овие плочи, со Социјалдемократската партија и со веќе присутната Комунистичка партија се подготвува за своето пресудно време. И, како што случува некој да остане неспомнат, веројатно во раскажувањето, додека се сеќававме на видните сплитјани, за малко не ги заоставивме. Речи си, целата музика што ја придружуваше минатонеделната и вечерашна репортажа, овдешниот мелос, овдешните композитори Готовац, Хаце, Тијардовиќ и Бомбардели. Тоа би било грев да се пропушти и кога се зборува за придонесот на градот во револуцијата. Да зборуваме до утре, пак не би можеле да кажеме се за работничкиот, штрајкувачкиот и црвениот Сплит. Низ градот се гледа изложба на камен за револуцијата. Еве и неколку музејски фотографии што ќе ни ги вратат на станите.
Splит падна без зрно барут, но на Рим му требаше голема победа. Оваа фотографија би требало да го прикажува тој подвиг како божем документарен филм за воениот подвиг. Ова исто така тогашна фотографија го покажува вистинското влегување на окупаторот во небранетиот град. Набрзо е формиран и првиот сплитски партизански одред. Во момчињата заробени на 14 а стрелани на 26 август 1941 година, нишанеле и со пушка и со фотоапарат. Така се зачувани овие сцени на смртта. Далмација и Сплит ќе плаќаат во војната голем данок во крв. Овие бесилки се знак дека војниците со пердовиот петел на шлемовите ги сменуваат германците, а 26 октомври 1944 година беше најнезаборавниот ден на градот. Историската седница на председателството на ЗАВНОВ, првата народна влада на Хрватска, Сплит ја поздравува со ударничка работа. А набрзо, еве, ќе биде пуштен во морето и првиот брод. Да покажеме што се случувало од тогаш до сега. Сега се наоѓаме кај скелето од каде што беше пуштен првиот брод в море. Тоа е сега само за музеј и за времеплов. Сплитското бродоградилиште и фабриката за дизел мотори заедно. Ова непрегледно градилиште, чии 5500 работници ги подготвија и ги испратија в море сите овдешни флоти и флотите што сега пловат под знамето на Југославија, Англија, Советскиот сојуз, Шведска, Бразил, Грција, Индија, Израел, Кина, Аргентина, Мексико, Швајцарија, Норвешка, Полска и Соединетите Американски држави. Во Сплитското бродоградилиште се раѓа бродот и откако ги преплива морињата и океаните во Сплитското сечиште овде во котлината Свети Кајо умира. Веќе стотици пловни објекти се исечени овде на ситни делови железо. Од овде железото се пренесува во железарниците во Зеница, Јасенице, Сисак, Ничич, Равни, Шторе, за да може еднаш како нова одливка, можеби, пак да се врати во Сплит, во бродоградилиштето, пак да стане брод. Ние се најдовме тука на денот на проштевањето, но не треба да се сомнева во раскажувањето дека нема потажен ден во тврдиот морнарски живот од оној кога во овој залив по последната пловидба ќе го симна знамето на јарболот, ќе ги изгаснат звонецот, иконата, сликата и дневникот, а преживеаните бродови дружно ќе затрупат за збогум. Ова го снимивме при залезот. А утредента се измешавме со градителите и со сечачите на бродовите и со другиот сплитски народ. Се најдовме на Ајдуковиот плоштад. Да погледаме, пријателу, рекоа некој, какви медали, пехари имаат донесено сплитските фудбалери, веслачите, едревичарите, пливачите, ватерполистите, атлетичарите, кошаркарите и други, па да видиме уште колку од нив остануваат во целата земја. И кој ни ги избори олимписките злата? Гусаровиот сплитски четверец, Ѓурѓица Бједов, пак дете од Сплит. А имате Парлов, прашајте каде е роден. И Хајдук е гордост и бес на Сплит. Неделив дел од историјата на градот. Од 1911 година, кога е основан и кога неговите победи над местниот калчо представуваат триумф на народниците над италијанашите, кога спортот представуваше мобила и булата, па се до денес.
Тоа е тој Хајдук кој не сакаше да соработува со окупаторот, чии момчиња уште во 43-та здружени со преживеаните од другиот градски клуб Сплит, светот на екипата на Сплит и сплитската младост, беа првите партизани стрелани 41-та година, на ВИС стана тим на 26-та дивизија, а 44-та на Народно-ослободителната војска на Југославија. Прв пат надвор од Југославија тробојката со петокрака беше истакната на Хајдуковиот надпревар во Италија. И ова се бројува во најдрагите спомени на овој клуб. Надпреварот со репрезентацијата на англиската војска во ослободениот Сплит во 44-та година. Тогаш сплитскиот капитен на својот воен другар му предаде воен трофеј како подарок еден германски машингевер. Кај овие бели знамиња се сеќаваме на се за старата слава на еден фудбалски клуб, па и после тоа традицијата продолжува, му останавме верни на Хајдук. Се обновува балонјерскиот коментар. И оли се бија Елфер и кој оно стрефија у бранку, која фалија и у кога су биле дви ливе ноге. Во овој град, каде што се работниците, учениците и војниците беа фудбалерите, артистите и музичарите, сега сме гости кај оваа мирновременска војска. Само да не ги заборавиме морнарите. Од овие сега на своите бродови посинува и побелува градот, доколку не се наоѓаат на маневра, ако не брзаат од островот да пренесат некоја роделка до болницата, ако не однесле вода до светилникот, ако не гасат пожар, ако не прокупуваат пат, ако не носат поздрав на некој свој пријател во светот. Од овде, во Морнарската лора, патот не води до еден драг другар во блискиот Врањиц. А по патот низ овој Сплит, со километри на бреговите на морето, можевме оваа вчерашна архитектура, овие вертикални блокови, исти како во другите делови на земјата, каде што допира повеќе Медитеранот, да ги споредеме со овој градителски Сплит, кој благородно влијаел на шкотските, англиските, руските, француските и американските проектанти, за кои зборувавме во првата приказна пред 7 дена за Сплит. Во Врањиц не пречекаа и се распрашавме за здравието и за се што следува овој Анте Тоне Габелич. Тој е првиот председател на Работничкиот совет во земјава, основан во 1949 година во Солинската цементарница Првоборец. Нашиот Анте Тони на се убавено щедро се сеќава. Во партијата влегол уште 1930 година. Со љубица сега прави 50 години во брак. Зема пензија од 183.000 стари динари. Има споменица, има и други ордени и медали. Некој новинар му ги зел сите документи за првото самоуправување, вели ќе ги врати, па ништо. А некогаш беше таква изградба што ни децата не стигнуваше да си ги преброи, а тогаш со малиот Мишо веќе беа 9 низ куќата. Потоа се поздравивме, се разделивме со првиот председател на првиот работнички совет. Еве сме пак во Сплит, каде што треба полека нашата приказна да ја доведеме до крај. Сплит го затекнаме уште во старо време пред 26 векови, потоа одесме со ред, изоставајќи работи што не можевме да ги најдеме и да ги видиме, и се најдовме во овој сегашен град кој до 1980 година и подосна ќе биде уште многу изграден. Тој иден град почнува со макета и уште сега е наречен Сплит 3. А и на плановите и на градилиштата се врзуваше она 100-та нишка на континуитетот, на прастарото со најсовременото. Некои знанија и решенија на Диоклецијановите творци до подробности се применети овде. Стручно речено, вратен е стариот хелиометрички принцип кој бара сонце, воздух, ветрови, пијацети. Не град спална, туку град за пешаци, за деца по кој ќе може да се оди надолж и нашир, а автомобилите да не ти излезат од некоја заседа. Заради сето тоа сега, овие градилишта ги надгледуваат урбанистите и архитектите и сите се еднодушни воедно. Ова е светски градителски предизвик.
Некои среќници се вселиле под нов покрив. Некогаш во овој Сплит 3 ќе се вселуваат по 50.000 луѓе во 14.000 станови. Градот овде оди во широчина и во височина, а нам ни се приближува часот за довидување. Во овој град растеле деца. Градот веројатно правел пресметки и можеби 100 елаборат за отворање на пат, кој еднаш ќе му отвори излез кон копното на земјата. Треба да се изгради пат, па макар со главата низ мосор. Бродовите ги доведуваат и ги одведуваат гостите на Сплит. Се до тоа личи како на некој постојан фестивал. Дури и оној покладен товар се најде тука, тоа го снимиле колегите од Загреб. Го снимиле Либар, градоначалникот на сплитската смеа, Марко Уодич. По пешкаријата, сите за се, на сите, со викење ми јавувале за последната ќакула. И така, одел Сплит по Сплит, готов и за вас да направи малку топло место во целата своја толку прострена теснотија.